Почитувани гледачи, на мое големо задоволство денеска имам можност да разговарам со професорот по општа и компаративна книжевност и деканот на Филолошкиот факултет, професор доктор Владимир Мартиновски, на една многу убава тема, а тоа е стихозбирката Часови без часовник, но исто така тука се наоѓам и во Младинскиот културен центар, каде што е изложена и истоимената изложба. Професор, ви благодарам што одвоивте време да поразговарате со мене и пред се честитки и за стихозбирката Часови без часовник, но и за изложбата. Благодарам за поканата. Баш е убаво во овој амбиент да разговараме и за поезијата, и за сликарството, и за нивните врски преку оваа книга. А тие се некако многу поврзани и самиот вие сте одличен показател за тоа. Имено и минатата година имавте исто така изложба, ова е ваша втора изложба, па освен поет, писател, професор, можеме да кажеме дека сте навистина и сликар, нели? Па која е всушност поврзаноста помеѓу поезијата и уметноста, сликарството? Поезијата и сликарството се длабоко поврзани уште од своите почетоци, но не само овие две уметности. Сите уметности се поврзани на многу рамништа и тоа е предмет на моето истражување веќе неколку децении, пред се на научен план, а повремено тоа го истражувам и на уметнички план. Минатата година изложбата, например, Звучни слики, беше обид преку ликовното изразување да се долови звукот, да се доловат различните нијанси на звукот и особено страста за музицирање, доловена преку музичари. Во оваа изложба или во овој проект всушност се сретнаа два циклуси по 15 слики и 15 песни, песните се инаку склопени во еден сонетен венец. Самиот збор сонет ни укажува на врската, да речеме, на поезијата со музиката. Песната која на почеток е била придружувана пред се со инструментот лаута, ренесансниот инструмент, но потоа и со други инструменти, песни кои биле наменети и за пеење, но и песни кои дури и кога ќе се абстрахира таа страна на изведба, дали е вокално или вокално-инструментално, само кога ги слушаме, ние може да насетиме некаква музика во нив. Пред се поради самата структура на сонетот, значи поради тие раштркани рими, како што ги нарекува Франческо Петрарка, и без разлика на кој јазик, нели, прво се пишува сонетот на италијанскиот јазик, кој е мелодичен по дефиниција и кој некоја звучи како мелодија дури и кога не станува збор за сонет, но без разлика на кои јазици, мене ми е особено возбудливо да пишувам на македонски сонети, јазик кој не е баш и толку едноставен за римување, со оглед на тоа што акцентските правила би требало да римуваме зборови на кои акцентот детерминира дали тоа звучи како рима, и се разбира дека тоа не е единственото нешто. Сонетот изобилува со голем број други фонетски фигури и создава, особено во сонетниот венец, се добива еден ефект на ехо, може да се каже, се добива една поголема песна која како да е составена од ставови, како во едно музичко дело. Другата страна, врската на поезијата со сликарството, може да ја гледаме на повеќе рамништа. Постојат огромен број песни, уште од Хомеровата Илијада, 80-тото пеења, па се до денеска, кои реферираат на ликовни дела, без разлика дали тие постојат во стварноста или дури и самите поети ги измислуваат, како што е Штитот на Ахил, например. Станува збор за еден огромен поетски корпус, и такви песни, и македонската современа поезија изобилува со такви песни кои реферираат на најразлични ликовни дела, од најстари времиња па се до дела на наши современици. Втората категорија би биле поетските дела кои самите наликуваат на еден вид ликовни остварувања, значи визуелната поезија, и секако нешто што е многу возбудливо, бидејќи книгата како артефакт може да биде место во кое ќе се сретнат стиховите и сликите. Илустрираната литература не е само детската литература, туку практично секоја книга може да биде илустрирана книга. Така, и таков е примерот и со вашата стихозбирка. Еве, ако се согласувате, може да прочитаме една од моите омилени во вашата книга, 12-тата. Еве, повелете. Благодарам. Две-три галаксии во твојата коса.
со се што во нив трча или спие, кружат како оси околу мраз вода, што била смрзната и одново ќе врие. Твојот поглед продира ни сите шуми, ко мисла што и од авион се гледа, па не може да се скрие ни зад глуми, ни зад крепост на која стражари седат. Твојата слика е во секоја тревка, за оние што се будни кога дремат, видлива е кога ко страк е кревка, на се што го снемува си му замена. Од тебе баш ништо не може да земат, твојата слика на небо е врамена. Навистина преубав сонет. Ви исто така за секоја песна имате и слика. Еве можат и гледачите преку инсертите да видат колку се и преубави и сликите тука. Па кажите ни, декане Мартиновски, колку време ги подготвувавте сликите, како се случи инспирацијата за конкретно кога станува збор за нив, дали некако паралелно и со пишувањето на стихозбирката или како се одвиваше целиот процес? Да, во вашиот одговор, во вашето прашање одговорот, токму зборот паралелно, некако хронолошки настануваа во еден ист период, еден подолг период, не беше тоа општо земено за создавањето сонети е карактеристично што самите почетоци, нели, уште од времето на Гвидо Кавалканти, Данте Алигјери или Петрарка во италијанската литература, карактеристично е што овие песни најчесто се создаваат во некакви серии. Секако една од најпознатите серии се секако двете серии од сонетите на Вилијам Шекспир, например. Но карактеристично е тоа што постојат некакви тематски врски покрај таа структура која е класична и карактеристична, има повеќе облици на сонет. Карактеристично е тоа што една тема се варира од повеќе агли, од повеќе гледни точки и таков беше случајот и со овие песни кои настануваа во еден период, да речеме од некои 3 години. Првиот беше настанат пред околу 3 години во Охрид, беа настанувани на најразлични локации, така што и таа тема на патувањето, што е една од нишките на овој циклус, може би не е така случајно, се заокружи инаку во градот Авиньон, кој е поврзан токму со Петрарка, на југот од Франција, минатото лето. А минатото лето интензивно, заедно со син ми, сликавме, прво бевме неколку дена на една ликовна колонија заедно првпат. Бевме гости практично, таму една ликовна колонија во Слоештица, во Арт Гумно на Андреевски, нели? И многу убаво се дружевме со уметниците и малку и во ателието работевме и тогаш тргна неколку практично зачетоците на овој циклус, неколку дела беа создадени во тој прекрасен амбиент и потоа се направи една и далеку поголема серија од она што е овде изложено, потоа се направи една селекција која и во овој случај не станува збор за класични, да речеме, илустрации на текстовите. Едноставно, двата циклуса кои настануваа, да речеме, приближно во ист период, се сретна во оваа книга. Да, и може да се види дека се поабстрактни сликите кои што вие ги имате насликано. Можете ли околу самата техника да ни кажете, што е оно што во уметноста вас ве привлекува да сликате? Па, како да кажам, јас немам ликовно образование, значи мојот однос кон сликар, прво сум голем љубител на ликовната уметност и пред се ја проучувам низ призма на незиниот диалог со сликарството. Пред се ме интересира како книжевниците од различни епохи, од различни стилски правци ја третираат сликата во својата поезија. Постојат и правци во самата поезија кои се базираат токму на тој иконичен, на тој сликовит елемент, бидејќи знаеме сите дека сликата може да се креира со помош на зборови. Некогаш кога ќе кажеме неколку зборови, ние веќе во нашето видно поле имаме некаква слика. Се разбира, сонетот мене ми е привлечен не само поради таа музичка, да речеме, компонента, бидејќи на вистина тука има и внатрешни римувања, созвучја меѓу зборовите кои некогаш и после неколку стихови можат да направат ефект на некаква и особено ме интересира тој елемент на тоа како сликата се креира со помош на звук, не само со помош на значењето на
на зборовите. Тоа може да се случи во еден поетски текст, а особено е возбудливо кога тоа се случува во еден релативно краток текст, како што е сонетот, со голем број правила, со голем број, да речеме, канонизирани елементи. Во однос на тоа, може би е интересно што овој циклус па може би обратно, нели, секако дека во фигуративното сликарство има многу елементи кои мора да се запазат, како што се пропорциите на елементите и така натаму. Во апстрактната уметност секако дека повторно постои и композиција, и ритам, и колорит, значи сите тие ликовни елементи на ликовниот јазик се присутни, но многу послободно. И може да се каже дека наспроти огромниот број правила кои се карактеристични за сонетот, ми беше интересно да се спојат во оваа книга, да се спојат заедно со слики во кои може да се каже таа слобода на изразот е исто прилично голема. Уметностите не само што секое уметничко дело има свое време на настанување, тоа ни го кажува историјата на уметноста, историјата на книжевноста, на музиката, на филмот и така натаму. Тоа време има свој дух и тоа е нешто што е многу возбудливо, тоа што го нарекуваме духот на едно време. Исто така, многу е битно и времето во кое ние го среќаваме едно дело. Едно исто дело, може би една иста книга или иста песна, 2 години подоцна или порано, некојаш и 2 недели порано или подоцна, може да ни остави диаметрално различен впечаток, бидејќи и ние живееме во времето и нашиот живот е време кога менуваме. Па и се менуваме во постојана промена. И мене особено во овој циклус песни, уште од првата песна, посебно ме заинтригира таа дихотомија што нуди зборот час. На македонски зборот час значи секако 60 минути, но значи и час како единица време посветена за учење нешто. Час по, нели, има стандардни часови по танц, по, што знам, пијано, по јазици и така натаму. И во овој циклус песни или во овој сонетен венец всушност направи нешто што не е многу карактеристично. Обично само се нумерираат песните од 1 до 14, а 15-та песна е, нели, сума на сите први стихови од сите 14 песни, така наречениот Мистрал, нели. Овде мене ми беше особено интересно да им дадам и некакви поднаслови на овие 14 песни, бидејќи во нив како да го има оној клуч на некои нешта што ги правиме сите во животот на овој или оној начин, а кои излегуваат од рамките на некакво формално образование, излегуваат од некакви формални, значи општо земено тој однос кон времето, има, нели, вие ги прочитавте дел од насловите, час за слушање, да речеме, кога едноставно целото наше битие ќе се насочи на тоа да ги слушаме звуците и да си го замислиме практично целиот свет само благодарение на акустичните информации, звуковите што доаѓаат до нас. И тогаш времето тоа може да бидат и само неколку минути, може да трае, нели, многу поразлично. Практично тоа излегување од линеарното време, затоа е таа игра во насловот часови без часовник. Тоа не значи дека не треба да носиме часовници, напротив, нели, нами ни е потребно да го мериме времето кое тече и кога не го мериме, се разбира, но идејата е дека тоа се всушност мигови, повеќе би ги нарекол, или некои одсечки од времето во кои ние како да излегуваме од времето. Да, и многу се потребни тие, ми се чини. Баш моменти во кои што уживаме во нешто што правиме, без разлика дали одредено хоби, дали поминување време со најблиските, дали слушање музика. Нели, тоа се оние моменти кои што се буквално безценети, за кои што и не погледнуваме на часовникот. Да. А ми се чини дека сите сме некако во некоја трка и се брзаме, а дали всушност имаме ние време доволно време за некако да успориме, да запреме, да не гледаме на часовник? Кој е вашето мислење? Па видете, тоа е всушност во денешното време, може би едно од најголемите битки, како човек да не биде роб на времето. Бидејќи се разбира дека сите имаме секојдневни обврски, дали се тоа семени, работни и така натаму, но интересно е тоа што уметноста може би едно од последните прибежишта каде што ние можеме некако да му се измолкнеме на времето. Се разбира, уметноста бара време
и во смисла на создавање уметност, некои уметнички дела кои секојдневно го привлекуваат вниманието на милиони луѓе се создавани долго време и за нив некога самиот миг на екзекуција и не е, може една слика да биде или песна напишана релативно кратко, но тие обично се сума на време, на кондензирано време кое е време проткаено со интензивно доживување. И затоа нормално дека и во овој сонетен венец темата на љубовта едноставно не може да се избегне од таа тема, бидејќи и тоа е нешто што е универзално, нели? Ако го мериме времето низ призма на љубовта или на уметноста, тогаш еден живот може да трае многу подолго отколку што обично гледаме одсечки кои големите. Кај сите луѓе гледаме датум или година на раѓање и на смрт, меѓутоа секако помеѓу таа цртичка е многу релативна, нели? Многу работи можат да се случуваат, секако и уметничките дела тоа го возможуваат без разлика дали станува за поезија, проза, филм и така натаму. Еве некој филм го гледаме можеби час и половина, но ехото од тој филм може да трае со години. Или одиме на еден концерт од 15 минути може да трае, но таа музика може во нас потоа да резонира. Истото важи и за поезијата и за значи тоа е тоа време кое практично е неизмерливо, нели? Можеме ние да го измериме времето, нели? Некој спишува дека една песна трае 3 минути и 38 секунди, но таа песна можеби во нашиот живот да ја смени целосно концепцијата за тоа како го доживуваме времето. Да, апсолутно е така. Професоре, ја спомнавме Франција, вашиот докторат исто така на Сорбона во Франција, па некако сте поврзани со оваа земја, може да се каже, но фасцинантно е како вие уметниците, во ред вие сте и професор и декан, но и од оваа друга ваша страна, да кажам, уметничката и поетичната, се инспирирате многу во одредени предели, места, пейсажи. Ете, спомнавме Слоешица, но исто така Авињон. Како е за еден уметник, да кажам, овие места, како всушност ја будат инспирацијата? Видете, мислам дека сите луѓе ги бидува, затоа што уметноста, убавината на уметноста не е само на создавање. Ние кога можеме да слушнеме една убава композиција или да прочитаме, ние тоа го кажале многумина голем број и теоретичари и така натаму. Уметноста без гледачот, слушателот, читателот како да не постои. Значи сите кои сакаат уметноста според мене се еден вид уметници. Исто така интересно е што ако зборуваме за времето, ние многу често времето го поврзуваме и со просторот. Нели како што претходно Ерос Танатос, таа врска меѓу љубовта и смртта, вела дека е најголемата тема на сите уметности, така веројатно не случајно времето и просторот се некако поврзани. Значи во одреден простор ние за нас времето тече на различен начин, нели? И тоа е веројатно и една од мистериите на уметноста, како да создаде еден време простор, како да создаде еден спој, една средба на времето и просторот, нели? И таа е основната поделба и на уметностите, нели, на временски и на просторни. Дури оние уметности кои се нарекуваат просторни, нели, каде што единиците или средствата на уметникот се распоредуваат во просторот, како што е сликарството, на пример, скулптурата и така натаму. И во низ има некакво време или овие временски уметности. Ние некога слушаме музика, дури ќе ги затвориме очите, но како да доживуваме и некаков простор, нели? Тоа е нешто што е фасцинантно општо земено во уметноста. Да, апсолутно е така. Вие покрај вашата функција, нели, вие сте декан на филолошкиот факултет, но исто така и професор по општа и компаративна книжевност. Што е важно за вас да им пренесете на студентите кога станува збор книжевноста? Што вас кај книжевноста ве фасцинира и што сакате да им пренесете на вашите студенти? Книжевноста е едно огромно, како и сите уметности всушност, еден огромен предизвик, бидејќи секој уметничко дело, ако го читаме повеќе пати, пред малку тој го споменав, ние може да наидеме на нови пластови, на нови слоеви, на нови агли на читање, на гледање. И всушност секоја средба со едно книжевно дело кое го заслужува нашето внимание, а такви има безброј,
како да ја слави таа разноличност во животот, во природата. Постојат толку многу книжевни жанрови, толку многу различни пристапи. И всушност се обидуваме заедно со студентите, ние пред се заедно анализираме книжевни текстови, ги разговараме, ги дискутираме, отвораме низа прашања и всушност таа драгоценост дека секој нов читател всушност проектира нешто во тоа уметничко дело, во тој книжевен текст, препознава нешто, нели, при секое читање ние препознаваме некојаш и тоа е еден парадокс. Луѓе од различни времења, простори, ние ги среќаваме со нивните мисли, чувства, асоциации, со помош на јазикот, нели, кога зборуваме за книжевноста. Обично се обидуваме со студентите да видиме колку е многу слоевито едно дело, колку многу можеме со темелно и се разбира спонтано, ни спонтан разговор се разбира секој од нас да помогне тој мозаик што го нуди еден книжевен текст да го изградиме заедно. Тоа чувство за нијансите е многу битно, општо земено во рецепцијата, но и толкувањето, нели? Тоа е оно што е клучно во книжевноста. Книжевноста е уметност која е подложна на толкување. Секој книжевен текст ние се обидуваме прво да го доживееме, нели? Најбитно, секогаш тргнуваме од тоа како секој го доживува текстот и многу е возбудливо всушност кога ќе видиме дека секој од нас може да допре некој различен аспект на еден книжевен текст. Да, како што спомнавте, буквално како мозаик и потоа се склопува сето тоа. Еве можеме малку да позборуваме и за вашите активности како факултет. Оваа година нели се слави 80 години од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. Кои се моменталните ваши активности нели на вашата функција како декан? Па видете, би зборувал општо за Филолошкиот факултет Блаже Коневски, го носи прво името на еден од корифеите на тој процес на стандардизација и тоа не само прво во самиот процес, во сферата на стандардизацијата на збуката, јазикот, правописот, историјата на македонскиот јазик, речникот и така натаму, оние клучни постулати кои се врзуваат за неговото име, но она што е возбудливо што Блаже Коневски практично тоа го практикува на сите планови поврзани со јазикот. Тој вели јазикот се кове во ковачницата на преводот, тој е значаен како книжевен преведувач, пред се е значаен како поет, како раскажувач, како есеист. И ние практично на Филолошкиот факултет оваа година имавме неколку јубилеи, 65 години од изучувањето и проучувањето на италијанскиот, словенечкиот, полскиот јазик, ни гостува колеги од голем број универзитети, но имавме и многу други убави активности, така што сега овој завршен дел од учебната година го фокусираме прво во обид да пред се организацијските одбори, но и редакцијските одбори, сега е фокусот на интензивно прибирање на сите тие текстови и работиме на зборници, затоа што е многу значајно тие текстови да бидат достапни до научната јавност, меѓутоа секако дека веќе работиме на новите научни конференции. Есента минатата есен ја нарековме филолошка конференцијска есен, бидејќи имавме дури 8 конференции практично. Речиси секоја недела на факултетот имавме научен собир и навистина не само професорите, туку пред се студентите, тие добар дел од нив учествува и во организацијските одбори, да речеме за конференцијата ЕСДРП на катедрата за англиски јазик и книжевност. 50 на студенти беа инволвирани во организацијата на тој прекрасен настан. Она што нам ни е особено значајно што студентите добија можност да слушнат не само тоа што ги проучуваат нивните професори, туку ете и странски. Имавме многу гостувања оваа година. Не го знам точниот број, меѓутоа сигурно околу 50 професори ни гостуваа од најразлични универзитети, од Америка до Кина, од Чешка до Франција. Неколку амбасадори ни одржаа исто така прекрасни предавања, така што навистина беше исклучително
богата и збогатувачка истовремено година во која секој од нас можеше да научи многу нови работи. Многу се значени тие искуства, нели, кои што се случуваат при научните конференции и за професорите и за студентите и ето така за промоција конкретно и за нашиот јазик секако. Да, секако и би ги во оваа смисла би ги напоменал особено активностите на нашите студенти на почетокот од учебната година беше 10-тата јубилејна конференција Какосими на која што покрај наши студенти учествува неколку странски студенти кои презентираа. Потоа се одржа најновиот собир на младите македонисти во рамките на конференцијата по повод 80 годишнината од стандардизацијата. И исто така особено се радувам што студентите буквално од сите катедри беа многу активни на планот на книжевното преведување, значи имаше неколку работилници, се објавија 5-6 нови изданија на студентски преводи. Многу ме радуваат соработките на нашите студенти со студенти од други единици науки. Да речеме, би го споменал проектот визуализација на современата македонска книжевност, каде што под раководство на неколку колеги, колегата Игор Сековски, да речеме, од Факултетот за ликовни уметности и колешката Калина Малеска од Филолошкиот факултет, под нивно менторство, прво беа изработени 20 критички текстови, најнови читања на современата македонска книжевност од страна на нашите студенти. Нивни толкувања многу оригинални, многу свежи, многу инспиративни, но истовремено проследени со исто така 20 илустрации на студентите од Факултетот за ликовни уметности, со кои и студентите од еден ликовен, визуелен аспект ги протолкуваа не само книжевните текстови, туку и критичките текстови. Значи се случи со овој проект нешто многу ретко. Мислам, не само во наши рамки, во светски рамки би рекол да се илустрира книга со критички текстови. Исто така студентите од италијанистика ја преведоа книгата Историја на светот од Джани Родари, која што исто така тие преводи беа илустрирани од страна на студентите од Факултетот за ликовна уметност. Одлично, тоа е навистина, значи имаме наши многу продуктивни студенти под ваше менторство, ваше конкретно лично, но исто така и на останатите професори. И еве за крај декана Мартиновски би ве прашала дали подготвувате некое ново дело кога станува збор поезијата или пак прозата. Ви исто така сте познати по пишувањата и за деца. Па ни подготвувате ли нешто без разлика дали за возрастната или за помладата публика? Па да, паралелно и за едната и за другата, наскоро можам само да ги најавам два проекти кои до крајот на оваа календарска година ќе излезат. Едниот мислам дека е веќе во печат. Станува збор за една сликовница. До сега имам објавено 3 поетски книги за деца. Дурдишам се надевам, Шах со Бах и Хор во задниот двор, од кои 2 дури се однесуваат на односот книжевност музика. Додека сега можам да го најавам излегувањето на сликовницата од една многу интересна едиција на издавачката куќа Арсламина, која што се нарекува Големи зборови за мали уши. Всушност станува збор за една едиција во која мислам дека 10 автори учествуваме. Наскоро на есен ќе биде и промовирана. Книга секој од нас се нафати да напише една приказна практично. Јас напишав басна на некоја тема поврзана со некој збор кој е многу актуелен за младите читатели. И јас го одбрав зборот Предрасуди. Ми беше многу возбудливо мислам секогаш ми е возбудливо да размислувам на оваа тема. Многу често и самиот се преиспитувам кои се моите предрасуди, бидејќи да се живее во општество тоа и значи, нели, ние се соочуваме или среќаваме секојдневно огромен број предрасуди и идејата на оваа сликовница е да се сензибилизираат младите читатели на оваа значајна тема. А втората книга која можам да ја најавам е стихозбирка за возрастни, која истовремено се надевам дека ќе биде интересна и за, да речем, и за таа млада популација, не само за децата, туку можеби и за една публика која можеби е кај нас и најмалку се пишува наменски за, да речеме, тинејџерите. Мислам дека една книга која се обидов, односно да ја имам предвид и таа публика, не само возрастните. Станува збор за една книга со работен наслов
еден со една четка, два зајака. Повторно упатува начинот на сликање, но книгата е составена од 4 циклуси песни кои сите се поврзани со животните. Тоа е многу интересно. Малку само најавувам, а ќе видиме финалната верзија. Веќе циклусите се оформени, меѓутоа прашање, можеби некои песни ќе бидат оставени за некои други проекти, а некои нови можеби ќе има во меѓу. Во секој случај вашите дела се тука да останат и за повозрастните и за помладата публика, секако нешто што, како што споменав, ќе остане во нашата култура, нашата литература, и јас навистина ви благодарам. И ви благодарам за овој разговор, многу теми офативме. Да. Се надевам дека и на гледачите ќе им биде пријатно. И јас се надевам и ги поздравувам гледачите и вам ви благодарам.